од Андријана и ме замоли да позборувам за binge eating, односно за оние кои што не сте запознати со оваа појава, тоа е она прекумерно јадење и јадење кое што многу често се случува и во отсуство на глад и после кое јадење се случува грижа на совест или можеби емотивно паѓање и разочарување и депресија на личноста затоа што знаела дека не треба да го направи тоа. И ова е многу честа појава и во денешно општество пред се поради динамиката со која што живееме, поради стресот со кој што живееме, поради достапноста на лошата исхрана во која што живееме, многу е често да се појавува оваа појава. И она што пред се, бидејќи ја не сум стручното лице со кое што можам да кажам да јас работам со такви луѓе, но она што можам да ве посоветувам пред да можеби се обратите кај стручни лица кои што ќе можат да ви помогнат и да ја надминете можеби таа духовна, емотивна или психичка нестабилност, има неколку техникали и работи кои што може да ги превземете и да пробате да си помогнете самите на себе, затоа што во било кој проблем со кој што се соочуваме и на страна од исхраната, она во кое што јас верувам е дека секогаш само мотивацијата, само иницијативата и борбата ние кое што ќе си ја поставиме за себе, е најдобриот рецепт и може да го даде ефектот. Првата техникалија која што би ти ја кажал, Андријана, е да расчистиш во кујната и во фрижидерот, а тоа подразбира да се што представува процесирана храна, не да го тргнеш па штом го нема да го јадам, туку да го замениш со поквалитетни состојки. А тоа значи дека можеби одредени процесирани производи, блага, грицки, теста и така натаму, да ги исфрлиш и на нивно место да ставиш дали можеби поадекватна замена или можеби храна која што и самата знаеш дека е здрава. Па секогаш кога ќе дојде тој момент да ти сакаш да посегнуваш по храна и да се прејадуваш и да јадеш прекумерно, сепак тоа ќе бидат многу по други хранливи вредности. Втора работа која што би ти ја кажал е да престанеш да избираш диети кои што ветуваат брзина и кои што ветуваат количина на килограми и да избегнуваш диети кои што промовираат гладување, затоа што тоа никогаш на долг рок нема да ти донесе позитивен ефект и исход и напротив, после секоја диета твојата самодоверба ќе се нарушува, после секоја диета твојата емотивна состојба ќе биде се позагрозена и после секоја диета тоа ќе подразбира дека ти емотивно можеби се повеќе ќе се задоволуваш со исхраната и затоа ќе се случува уште повеќе прекумерно јадење. Трета работа која што би ти ја препорачал е да физички се активираш, али конкретно би ти препорачал да можеби пробаш со јога и со медитации, бидејќи по мене мислам дека тие две активности се најдобрите за да човек се избори со некои вакви ситуации. Така да тие се техникали кои што би ти ги препорачал пред да се обратиш кај стручно лице и да можеби поразговарате и да одиш на неколку сесии. Тоа воопшто не е срамота, тоа воопшто не е ништо страшно. Напротив, е страшно доколку сакаш проблемот да го ставаш под тепих и да го одложуваш неговото вистинско решавање и да мислиш дека со шорткати и некои краткорочни стратегии ќе си помогне. Затоа тие се моите три препораки кои што би ти ги препорачал и би ти ги кажал.